денешната пресконференција е одржувањето на седмицата на Совет на Општина Охрид, која што треба да започне за непон час и на која што согласно дневниот ред беа предложени 64 точки и истиот, како по правило, вчера околу пладне е предложено да се дополнува со уште 7 нови точки. Ова е исклучително значајна седница заради фактот што на неа покрај останатото ќе се разгледуваат извештаите за работењето на сите организацијски единици на општината, односно извештаите за реализацијата на нивните програми, ќе се разгледуваат извештаите за работењето и постигнатите резултати на јавните предпријатија и она што е најбитно, предмет на разгледување и носење одлуки ќе бидат буџетската стратегија, нацрт буџетот, односно нацрт програмите за наредната 2021 година. Ќе се осврнам само на некои аспекти во интерес на времето. Што се однесува до јавните предпријатија, може да се констатира од нивните извештаи дека тие и понатаму живуркаат и тоа по принципот еден чекор напред, два чекори назад, и ќе илустрирам само со неколку примери. Например, јавното предпријатие Водовод од Охрид, кое што имаше можност за нов старт точно пред една година, како ново формирано предпријатие, и кое што имаше можност да наплаќа кон граѓаните по високи цени за близу 30%, иако реферира во овој извештај зголемени побарувања за милионски суми кон граѓаните, реферира и отпис на долг, да речеме, од близу 6 милиони денари. Реферира огромен број на вработени и понатаму, од покрај редовните 245 вработени, дури и 18 имаат вработено современо ангажирање и покажуваат негативни резултати. Примери за другите предпријатија, например, јавното предпријатие Комуналец реферира дека има намалени приходи од околу 3 милиони, меѓутоа расходите во однос на истиот период лани ги зголемиле за 5 милиони денари. Јавното предпријатие Градски гробишта, кое што е во позитива, реферира зголемен прилив од околу 1.300.000 денари, меѓутоа затоа пак има и обврски кон добавувачи кои што се зголемени за близу 3 милиони денари и така натаму. Меѓутоа, она што сепак треба да биде во фокусот на денешната седница се нацрт програмите, фискалната стратегија и нацрт буџетот. Што се однесува до фискалната стратегија, која што е еден исклучително значаен документ, може да констатираме дека таа се сведува на еден есејски текст во кој што доминираат флоскули, меѓутоа не доминираат конкретни факти, односно она што е од најголем интерес на општината, а тоа е колкав е конкретно во моментот долгот на општината, каква е стратегијата за одблокирање на сметката на општината, која што и натаму работи со блокирана сметка после потрошени неверојатни 9 милиони евра со законот со кој што владата ги отстапи овие средства за раздолжување на општините. Исто така, она на што задолжително сакаме да обрнеме внимание, тоа се нацрт програмите и средствата кои што е предвидено да бидат од буџетот ангажирани за нивна реализација во 2021 година. Па ќе спомнам дека, например, во програмата за локален економски развој, општината од својот буџет учествува со само 2 милиони денари, а останатите средства се од проекти. Во програмата за развој на туризмот има ставка ублажување на последиците од пандемијата, која што е финансирана со само 1.800.000 денари. Вкупниот буџет за заштита на животна средина е нешто над 4 милиони, за социјална заштита околу
3 над 3 милиони денари, за култура 5, нешто над 5 милиони денари, за детска заштита околу 6,5 милиони денари и замислете за спорт неверојатни 20 милиони денари и 765 илјади. Значи, програмите за детска заштита, за ублажување на мерките од COVID, програмите за социјална заштита, програмите за култура и програмата за детска заштита, сите заедно ангажираат средства колку само програмата за спорт. И сметаме дека е ова скандалозно. Во делот на нацрт буџетот сакаме да апострофираме дека е предвидено зголемување за значаен износ од околу 95 милиони денари по основ на средства кои треба да се слеат како надомест за уредување на градежно земјиште, од што може да се предпостави дека на Охрид ќе му следи некој вид на градежна експанзија во наредната година. Меѓутоа, за жал, програмите пак за уредување на градежно земјиште се со многу помали средства. Например, во нацрт програмата за наредните 3 години предвидени се 45 милиони денари, од кои 45 милиони денари кои ќе бидат исплатени по основ на стари судски решенија, а само 25 милиони денари за сите 3 години за експроприација за уредување на градежно земјиште. Што значи повторно ќе никнуваат објекти кои што ќе мора да функционираат во субурбани услови, кои што ќе немаат пристапни патишта и кои што ќе немаат околна инфраструктура, какви што на секој чекор веќе среќаваме низ градот. И за крај, она што ја прави оваа седница посебна е фактот што некој своеволно донел одлука седницата да се одржи без претходно вака значени материјали да бидат разгледувани на комисиите, на редовните комисии на Советот на општина Охрид, кој што представува навистина преседан. Статутот на општина Охрид во членот 41 е јасен дека материјалите кои што одат на седница по правило треба да бидат разгледани на комисиите и комисиите да се изјаснат по тие материјали и да дадат насоки на Советот. Ова е без преседан и заради фактот што седниците се одржуваат онлайн. Тоа е нешто што ние не го проблематизиравме, иако е завршена одамна во варедната состојба, заради фактот што сметаме дека на овој начин даваме допринос кон спречување на ширењето на COVID-19. Меѓутоа, во вакви околности пак комисиите се единствено место каде што може да се прави суштинска расправа за понудените материјали и да се добијат детални објаснувања од представниците на предлагачот, без при тоа да биде нарушени мерките за заштита од COVID заради малиот број на членови на комисиите. Заради ова, ние одлучивме оваа седница да ја наблюдуваме на некој начин. Ние ќе бидеме присутни на седницата, меѓутоа во знак на револт кон ваквата постапка, нема активно да учествуваме во расправата, ќе ја следиме расправата на колегите од владеачкото мнозинство во Советот, да видиме дали тие имаат некои ставови и предлози по предложените точки, а кога ќе биде гласањето за точките, практично ќе бидеме отсутни од седницата. Што се однесува до начинот на кој што ќе ги подобриме, ќе се обидеме да ги подобриме нацрт програмите и буџетот, и тоа така што тој ќе стане инструмент за подобрување на животот на граѓаните и решавање на нивните проблеми, тоа ќе го направиме во наредниот период преку амандмани на предложените нацрт програми. Ви благодарам.